9 април 2023 година е датумот кога треба сите девојки, мајки и жени да бидат дел од Авицена женската трка. За тоа што се ќе се случува на трката, како ќе може да се пријавите се до 9 април и дали можеби треба да имате некоја поголема физичка подготовка токму пред трката. Ова утро ќе разговараме со организаторката токму на Авицена женската трка, Гордана Николовска од Сојуз на спортови на Скопје. Најпрво, Гордана, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро. Гордана, ни се наближува 9 април, пред само неколку денови ги отворивте нели и листите за пријавување токму за оваа Авицена женска трка, која што традиционално се одржува по 11 пат во главниот град. Како тече пријавувањето, односно каде и како можат да се пријават сите девојки и жени кои што сакаат да бидат дел од оваа гламурозна трка која што се одржува на 9 април? Сите информации подетално кои што можеби ќе пропуштиме во текот на муабетот, ќе може да се најдат на нашата веб страна женскатрка.мк, секако и на нашите социјални мрежи. Трката е во должина од 3 километри, пријавувањето започна пред 5 дена и оди одлично, како што може да видам дека стотина жени се веќе регистрирани. Има 7 категории. Трката нема ограничување во старосна категорија, че ние наградуваме во 7 старосни категории и ги прогласуваме најдобрите 3 во секоја старосна категорија, меѓутоа ние прогласуваме и во апсолутна или во генерален пласман, најдобрите 3 учеснички на трката ќе добијат дополнителни, односно највисоки награди. Оваа година очекуваме дека бројот на учеснички ќе биде над 2000, и од тоа трката ќе ја вратиме на булевар Илинден, бидејќи градскиот парк ни станува тесен, за да може да стартуваат и да завршат за кратко време токав голем број на учеснички. Пријавувањето може да го направат додат на нашата веб страна, која што ќе ги води до платформата каде што се врши пријавување. Секако една учесничка може да пријави повеќе надпреварувачки и на тој начин може да се подготват подобро, ако не се во добра форма, има доволно време, 2 месеци да се подготват во групи, пријателки. Многу често компании се пријавуваат, своите вработени ги пријавуваат да бидат дел од трката, од Авицена женската трка и на тој начин мислам дека забавата е неминовна, а последицата е да ги мотивираат колешките вработените, а ние жените, да бидат физички активни, да не престанат со рекреација, бидејќи рекреацијата е здравје, а токму оваа трка, како иницијална трка пред одржување на останатите трки кои што ни се во програмата, тоа е Скопје трча 10 км и Визар Скопски маратон, сакаме да ги мотивираме жените во поголем број да учествуваат на спортските настани, бидејќи низ годините бројот на жените е помал во споредба со мажите и токму со оваа женска трка ние успеавме во некои од трките бројот на женските учеснички да го зголемиме. Например, на Скопски маратон, на трката на 5 километри, бројот на жени е поголем од она на машките учесници. Поентата ни е да не си создаваме премногу изговори. Точно е дека сите имаме обврски, не само жените и мажите имаат премногу обврски, но да се ставиме малце и на преден план, да не бидеме секогаш споредна улога, да си најдеме време за себе, за рекреација, да бидеме физички здрави, активни, да бидеме здрави, бидејќи на тој начин ќе бидеме среќни, на тој начин ќе бидеме продуктивни, не само за нашето семејство, туку и за околината, ќе бидеме попродуктивни, а секој сака да соработува и да живее со позитивна, среќна и здрава личност. Да, Гордана, споменав дека по 11 пат се одржува токму Авицена женската трка. Тоа значи дека веќе има голем интерес чим секоја година или продолжува традицијата да се одржува оваа трка, но каков е интересот тебе? Дали можеби од година во година се зголемува бројот на учеснички и дали се
постигнува и достигнува целта која што ја сакаме сите, а тоа е да имаме поздрав живот, односно да се трудиме да бидеме што е можно поздрави, а секако за тоа ни е потребна физичка активност. Така е. Целта е постигнуваме. Ако пред 11 години имавме околу 200 пријавени, и за која што сметавме трка дека тогаш беше успешна, минатата година имавме 2000 пријавени и на едно страшно невреме трката се одржа со околу 1500 учеснички на тој дожд пороен. Иако никој не веруваше дека ќе дојдат толку жени учеснички, дојдоа. Еден факт што нас како организатори не загрижува, меѓутоа општеството е тоа кое што треба да биде загрижено. Бројот на учеснички во категорија од 14 до 18 години е најслаб. Тоа е доба кога што девојките се во најголема имаат најголема сила, имаат најголема енергија. Тоа не се случува само во Скопје, тоа се случува во цел свет и во сите спортови. Но молба е до родителите, молба е до професорите, до наставниците во средните училишта да најдат начин да ги мотивираат девојките. А момците ги молиме да дојдат во поддршка, бидејќи многу е важна таа поддршка што ќе ја добијат жените и девојките за време траење на женската трка, дека не се сами, дека имаат поддршка и за другите трки. Но овој факт од 14 до 18 години искрено не загрижува, бидејќи во тој период ние очекуваме високи резултати. А женската трка е иницијална трка од каде што во помалите категории ние гледаме и врвни таленти. Значи нас ни се случува, имаме ние девојчиња кои што не пропуштиле ни една женска трка. Тие девојчиња веќе тренираат активно атлетика и веќе имаат одлични резултати. Зошто да не тоа го направат и останатите родители, да им дадат еден одличен пример како се спортува од мали нозе, како и мајките можат и бабите да рекреираат. На крајот на криштата резултатите се неминовни, но најважно е да бидеме физички активни. Да, навистина поздрав еве за девојките кои што буквално ја трчаат секоја женска трка и дефинитивно да родителите се секако огледало нели на децата, односно треба да им ја дадеме таа навика да можат од најмали ноз уште нели да спортуваат, а секако може да започнат со трчање. Гордана, велите дека веќе градскиот парк стана премал за да се одржи авицена женската трка, ќе се одржи токму на булеварот Илинден, од каде до каде ќе биде трчањето, односно од каде до каде ќе се одвива трката? Трката ќе се одвива, стартот ќе биде во 10 часот, ќе почнеме со аеробик загревање. Се стартува баш кај фонтаната Лотосов цвет во градски парк на булевар Илинден, во правец кон семафорите со Мида Моторс. Полукружно се враќаме назад и финишираме на истото место каде што сме стартувале. Би сакала да појаснам дека имаме два брана на пријавување. Првиот бран трае до 8 март и цената е 300 денари. После тоа цената се качува на 350 денари и истиот ќе трае до 4 април. Да не го оптеротуваме и стартниот пакет, ние подготвивме и дизајнирана маичка од авицена женска трка и доколку некој сака да ја купи, истата може да ја нарача на истата страна каде што ќе биде пријавувањето. Сите оние кои што ќе се пријават и до 30 март ќе имаат испишано име на бројот, а во стартниот пакет, значи покрај стартното бројче кое што има електронско мерење време, сите учеснички се осигурани, ќе имаат подароци од спонзорите, ќе имаат голема фотогалерија на која што ќе се потсетуваат и нема да заборават да се пријавуваат и на следните трки. Да, мислам дека е една голема мотивација за секоја дама да биде дел од авицена големата женска трка која што се одржува по 11 пат. Имаме ли број на учесници кога ќе се затвори, колку се потребни број на учесници за да се затвори трката или пак ќе се додека се пријавуваат ќе имаат можност да бидат дел од трката? На оваа улица, на оваа траса, капацитетот на старт е многу поголем. Не очекувам дека ќе се деси да имаме 50.000 учесници. Но во еден ден може би тоа ќе се случи. Во оној момент кога организаторите ќе сметаат дека се постигнало некое високо ниво на густина на старт, тогаш може да ги затвориме пријавувањата и затоа е најдобро да
пријавувањето се случи што побрзо. Да, јас ти ветувам дека оваа година ќе бидам дел од Авицена женската трка, но ајде како заеднички еве да ги мотивираме и останатите дами, девојки, жени кои што можеби се двоумат дали да бидат дел и дали да се пријават, нели не е многу тешко, се работи само за неколку километри кои што буквално секој мислам дека кој што малку повеќе оди пешки ќе може да ги истрча. Така е, 3 километри е дистанца која што ние ја препорачуваме да се започне. Дури и оние кои што не се многу добро физички подготвени имаат време да почнат со пешачење покрај кеј. Или било каде што живеат, 3 километри може да се истрча. Ако не можат да го дотрчаат, може и да одат, нема да бидат дисквалификувани. Така се почнува. Меѓутоа, следната трка веќе ќе трчаат со многу подобар резултат. И верувате или не, дека во категоријата над 50 години имаме многу спремни жени, кои што трчаат дури и маратонска трка на 42 километри, на кои што јас сум особено горда. Не велам дека секој може да истрча 42 километри, но 3 километри секој мора да ги истрча, кој што е во можност. Ти благодарам, Гордана, за одвоеното време. Ви посакувам да имате уште една успешна трка и секако се гледаме на 9 април на Авицена женската трка. Се гледаме со стартни бројчиња. Да, секако ќе ве поканиме еве уште еднаш да се видиме и да бидеме дел дамите, жените, мајките, сите вие кои што сакате и имате можност да се пријавите секако до 4 април трае пријавувањето, да бидете дел од Авицена женската трка која што ќе се одржи тука во близина на градскиот парк на булеварот Илинденска и ќе се одржи на 9 април со почеток во 10 часот.